Овој викенд требаше да биде филмско возење со мотор низ Алпите. Планот беше едноставен. 48 часа природа, кривини и убаво време. Наместо тоа останавме без сместување, без храна и на крајот речиси заглавени сред планина додека сонцето заоѓаше, а температурите паѓаа. Искрено, кога тргнавме од Словенија кон Австрија, немавме поим дека ова ќе стане една од оние приказни што подоцна ги раскажуваш со нервозна смеа. Ако никогаш не сте се возеле на мотор, денес ве ставам во улога на совозач и ве носам со нас на еден од најпознатите алпски премини – Grossglockner High Alpine Road. Временските услови се идеални, а тоа не наведе да направиме прва пауза за утринско кафе. Само што помисливме дека ова ќе биде мирно утро, Google Maps не однесе во Велден. Наведум обичен град, но како навлегуваме, сваќаме дека сме во центарот на Монако од Австрија. Уредени улици, скапи коли, брендирани излози и правила во сообраќај што направија да се чувствуваме како да сме вишок. Во принцип, кога сме на пет, не сакаме да губиме екстра време на паузи, но тука се најдовме во лавиринт од едносмерни улици и само што го најдовме крајот, веќе седиме на кеј и пиеме кафе што не чини 20 евра. Не е паузата која ја замислувавме и ќе ви излажам ако кажам дека не се подскаравме. Среќа не држиме лутина, па си продолживме како ништо да не било, а немавме поим дека ова е само почеток на нашата голгота. Радост е кога ќе ги видиш планините како се издигнуваат пред тебе, а влезот во националниот парк Hohe-Tauern не беше ништо помалку од спектакуларен. Во кацигите тишина си кјутиме и двајцата. Знаеме дека ова убавина не се опишува со зборови, туку се ужива со сите сетила. Hohe-Tauern е најголемиот национален парк на Алпите и многу факти ќе прочитате за него. Но да си тука, дори тогаш ќе ја сватиш големината и суровоста на овој предел. Впрочем, видеава зборуваат сами за себе, а преку нив ве доближуваме до оваа алпска идила. Втората пауза беше предвидена. Влеговме во маркет да си обезбедиме резервна храна. Не знаевме како се движат цените горе, но очекувавме да се повисоки од обично. Затоа маркет ни беше најдобра опција. Патувањето со мотор значи ограничен простор, но успеавме да складираме некои основни намирници за сендвич и повторно плативме околу 20 евра. Крајна дестинација ни е селото Heiligenblut. Тоа е последното населено место пред почетокот на планинскиот премин. Одлуката да спиеме токму тука произлезе од желбата да го доживееме националниот парк во полн сјај, со оглед дека ќе се задржиме само една вечер. Инаку има опција да се сместите во подножието на планината во некоја од помалите населби попат. Пред да тргнеме на ова викенд патување во Австрија, уште додека бевме во Словенија, разгледувавме понуди на Booking. Цените беа сосема нормални со оглед на локацијата, можеше да се најдат соби за, да речеме, 70-80 евра од вечер. За жал не резервиравме пред време и чекавме до последен момент поради временските услови. Овој премин се искачува на 2500 метри и времето е доста променливо. Мислам дека ваков ден како што ни се погоди нас, многу луѓе го чекаат со месеци. Многу често ќе видите видеа на YouTube, почесто се снежни и со лоши временски услови. Ние немавме таа среќа или несреќа, но бидејќи резервиравме само еден ден претходно, за собата плативме поскапа сума, а за кратко ќе дознаете и колку чинеше. На зајдисонце конечно влеговме во селото и веднаш се упативме кон центарот да ја видиме црквата и да украдеме поглед кон врвот Grossglockner. Јас тука се расплакав. Ова ми е прв пат во животот да плачам од толку силни емоции од место. Не е толку до местото, туку повеќе до моментот како стигнавме таму, самата гледка, светлината, целокупното искуство го доживеав пресентиментално во тој момент. И екипата стигна во Австрија. И не било каде во Австрија, туку под глечерот Grossglockner. Стигнавме во селото Heiligenblut, нешто, something, ќе ви го покажам. И прв пат во животот, патот што го возевме, не знаете каков е, прв пат во животот солзи ми потекоа кога стасав тука и сега уште се ежам. Еве ни го погледот од сместувањето. Само што стигнуваме, не сме ни влезени внатре уште да се чекираме. Ево хотелчето.
Зонблик, Гастов. Ова беше едно од најефтините, да кажам. Плаќаме 126 евра за едно ноќевање со појадок за мене и за мане. Еве ги облечени се традиционално. Еве уште еден бајкер стигнува. И одиме се сместиме. Ајде. Еве дечки на кратка тура. За 126 евра премија. Човече. Опа. Да видиме. Арно е да чисто е. Поглед. Поубаво имаме поглед, чебе. Што зборуваш? Че ги задзирнеме малце. То најс. Ајде да видиме што имаме. Ау, мане браво. Па кајте му поеќе? Не бе, не се зезај. Не жимите и две вакви ти стеки. Чеки вака на светло. Најс. Што? Буџетот за јадење по ресторани отиде. Наредниве 48 сати сме на сендвичи, да, плативме кафе од 20 евра и тоа е тоа. Погрешка беше. Добро утро. Видете какво чисто небо имаме. Викендов изгледа ќе биде последен летен викенд со високи температури тука. Од понеделник фаќа некој бран со врнежи и со ниски температури, така што се надеваме дека максимум ќе искористиме. Само што појадовме, сега ќе се спремаме и летаме. Се гледаме. Утрото заминавме околу 10 часот, откако прочитавме дека дел од патот е затворен поради некаква изложба со трактори, кои ќе ги видите подоцна во видеото. Мислевме дека ништо не може да не изненади, сето дека не застанавме на бензинска, една и единствена во околината. Само што плативме, приметуваме дека од картичката ни има повлечено 150 евра. Почевме да читаме, да прашуваме луѓе што застануваат, да се убедуваме дека сигурно нешто сме утнале, мислевме дека го имаме платено горивото на некој што точел пред нас. Овие 10-15 минути неизвестност не го кренаа притисокот за добро утро. Сплет на околности, дознаваме дека наводно повлекуваат 150 евра за депозит, што беше чудно, но сепак заминавме со надеж дека ќе ни ги вратат. Почетокот на преминот е означен со патарина. Имавме онлайн карта за која плативме 35 евра за мотор, иако за кола е малку поскапо. Ако ве интересира повеќе, сите информации ги имате на официјалната страна на Grossglockner. Не поминаа ни неколку километри, а веќе почнаа да се отвараат погледи кои никогаш во животот нема да ги заборавиме. Се сеќавам само дека мане ми рече: "Ана, ова е како друга планета. Ова е како на Марс." Во живо погледите се неверојатни, а како ги гледам видеава, повторно го доживувам естово и повторно ми се ежи кожата. Самото случување што дојдовме од Македонија да го возиме овој планински пребин, за нас е достигнување и прави така едно убаво чувство да чекираш едно такво место од листата.
Планинскиот премин е долг околу 50 на километри, но има еден правец кој се одделува и води до Франц Јозеф видиковецот. Тоа е најубавиот видиковец кој гледа директно во глечерот, во врвот Грозглокнер и во сите карпести планини во околината. Со мотор можете да стигнете до самиот видиковец, додека комбињата ги паркираат малку порано, а посетителите продолжуваат пешки. Има катна гаража, ресторан, сувенирница и така натаму. Кога купувавме онлайн билет, добивме 10% попуст за сувенири, но испадна дека не сите сувенирници се државни, туку некои од нив се приватни и попустот не ни важеше. Дали ова рајот на земјата за моторџи? Ајде да видиме ваму што има сега. Кафе со поглед на Грозглокнер. Цел маркет има со милион ствари. И сега барам укравче за дома, малечко некое. Не, сакам да правам колекција. Ајвак, од Романија си купивме мечка мала. Исто е под телевизорот дома и сега барам од тука нешто. Мислам дека на таа страна се еве. Донедов ме Арон. Арон. Да, така нешто. Ајде видиме што ќе најдеме. Нема многу место. Судој. Нема многу место во моторот, така да треба да биде нешто мало и символично. Сега ќе видиме што ќе најдеме. Ајде бај. Сувенири нема да најдете под 8-9 евра и тоа за најмалите, но како и да е, ние си купивме еден мрмот за успомен и тргнавме назад. Велам назад, затоа што од видиковецот повторно се вративме на главниот правец. Од таму продолживме нагоре и се искачивме до највисоката точка на патот, која повторно се одделува од главната рута. Возењето со мотор е сосема поинакво доживување од се друго, затоа што не си одвоен од просторот околу тебе, туку едноставно го чувствуваш воздухот, температурата, мирисите, секоја промена на патот. Ако никогаш досега не сте се возеле, ми е драго што во овој влог сте совозач и може да видите како тоа изгледа вистински и секако за оние поплашливите, ова ви е најбезбедна варијанта, без ризик и без кацига.
Никогаш немаше да претпоставам дека на Алпите ќе возиме по пат со калдрма, но и тоа се случи. Беше прилично стрмно, а бројот на мотори кои ги видовме тука е значително помал од оние кои ги сретнавме на видиковецот Франц Јозеф. Една работа што ме фасцинираше додека возевме беше количината на вода насекаде околу нас. Не можам ни да ви доловам. Каде и да се завртиш, на која страна и да погледнеш, водопади што паѓаат од карпи, реки што сечат низ долини, потоци што се собираат во езера. Сцени кои едноставно ти е полна душата и им се восхитуваш. Трейсерот стигна на највисоката точка, дечки. 2571 метар. Ајде да видиме. Чекаме од се вака да исправиме. Така. Опа, се возат тука некои бесни голи. Ништо ново. Видовме и од овакви денеска. Не го зелам за ја одиме натаму. Така да треба да стигнеме таму. Много јако. Времено ли се погоди убаво, така да не се познаа колку високо сме. Да. Да. Многу високо. Тука. Значи сега сме на висина и вака да имате представа колку Солунска гора. Да. Повисоко. Малце повисоко. Вода тече луѓе од сите страни грга. Веројатно и не ме слушате сега. Што многу това. Ајде. Горе? Скачиме скроз горе? Плани. Видете ги овие со музика се. Ова е само ненормално. Ова со, не знаете што прават луѓево со трактори се дојдени. Имаше денеска некој надпревар, некоја трка со трактори. Видете ги пирамидиве во позадина. Ке се качиме? Ајде, одиме до горе. Ја освоивме и највисоката точка и оттаму почнавме се спуштаме надолу. Од тој момент, како да влеговме во друга приказна. Со секој километар преминувавме длабоко во другата страна на планината, а пејзажот значително се менуваше. Веќе ги видовте тракторите кои беа искачени по цела планина, возеа 2 км на час и правеа застој во сообраќајот. Но беа интересни, бидејќи позади имаа клупи каде што жените седеа, додека пак мажите ги возеа тракторите и сите заедно беа облечени во традиционална облека. Баш беше интересно тоа да се види. Направивме кратка пауза за кафе со поглед и извадивме сендвичи што сами си ги подготвивме, затоа што веќе искрено доволно потрошивме. Излеговме од рамката на тоа што обично би го дале за една викенд авантура, иако оваа го оправдуваше секое потрошено евро. Тука имаше еден мал момент што ни изнервира. Кога стигнавме во кафе барот, имавме едноставна желба да се напиеме изворска вода, онаа што буквално извира околу нас. Но австриците, како што ги дал Господ малку построги, почнаа да ни објаснуваат дека треба да купиме флаширана вода и дека не било во ред да бараме изворска. Нормално, во глава си викаш, на 2500 метри надморска сум, обкружена со планини и извори. Не можам да се напијам изворска вода, секако на крај си купивме, но ни донесоа и чаша изворска, иако келнерката продолжи да не гледа попреку. Што мислите, во право сум за ова или не? И сега ќе се вратам малку наназад. Идејата ни беше да преспиеме уште една вечер во националниот парк, откако ќе преминеме на другата страна од планината и ќе се спуштиме кај Зеламзее, што е крајна точка на овој планински премин. Уште претходниот ден почнавме да бараме сместување, чисто да си бидеме мирни. Луѓе, ова беше единствениот ден без ниту еден облак, со совршена температура, топло, без ветар. Не можам да ви објаснам каква премија. Седмица на лото. Иако ние ќе одевме какво и да беше времето, затоа што бевме подготвени со опрема, сепак ваков ден привлекува и други. Почнавме повторно да бараме од денес зутре. И тогаш свативме што се случува. Очигледно прогнозата ги извлекла сите можни туристи тој викенд, затоа што одеднаш немаше ништо слободно на букинг. Беа останати само најскапите опции, некои луксузни хотели и вили, што коштаа 600 евра по вечер. Не претерувам. Рековме добро, ќе најдеме друг начин. Почнавме да пребаруваме на алтернативни сајтови, но и таму иста приказна, се резервирано. Тогаш решив да пишам на нашиот Инстаграм профил, можеби некој ќе има контакт или препорака.
Искрено, одзивот ме шокираше. Толку многу македонци живеат во Австрија, Италија и Словенија, особено во овој дел каде што се сечат границите на трите држави. На секоја кратка пауза што ја правевме, ги отваравме пораките, ги кликавме линковите и се јавувавме на сите броеви што ни ги пративте. И погодата што ниту едно сместување не беше слободно. Единствено имаше хотели во поголемите градови кои ни беа далеку од рутата, а ние сме сред планина со мотор и веќе почнува да се стемнува. Многу ми е криво што тука веќе немаме снимано, бидејќи ова беше Голгота. На мотор сме, септември, сонцето заоѓа, како што заоѓа, така станува ладно, нема кај да преноќиме. Докај пријателиве, кај што бевме сместени претходно, имаме сигурно 400 километри за возење. Часот е 4-5 попладне. Седиме на тротоар покрај бензинска, двајцата типкаме на телефоните и бараме под дрво и под камен некаква солуција на проблемов. Во тој момент бевме спремни на се, да спиеме било каде, па дури, окей, ако немаме опција и не стемни, ќе платиме колку треба и тоа е тоа. Но по секоја цена не сакавме тоа да се случи. Одлучивме да одиме од локација на локација и физички да бараме апартман. Следиме на мапата, таа дава некои населби покрај кои поминуваме, но кога ќе се приближиш, сваќаш дека населбата е всушност 5 куќи. На мапа тоа изгледа сосема нормално населено место, но реалноста е поинаква. Пројдовме десетина такви населби и стигнуваме до тунел кој нормално се плаќа. Цената беше 12 евра. Си плаќаме поштено и си продолжуваме. Се приближуваме до едно селце наречено Матреј. Го гледаме вака малку поголемо и баш си израдувавме. Викаме супер, ова ни е последна шанса, сонцето веќе заоѓа, ќе бараме на лице место. Луѓе, сме запирале и сме чукале од врата на врата. Но австриците, како што ги дал Господ, воопшто не ти отвараат кога тропаш или звониш на звонче. Наеднаш догледувам камп на мапата и му велам на Мане, одиме во камп. Кампот беше последен во селото на граница со огромните зелени ливади. Стигнуваме таму, здраво, имате ли сместување? Извинете, дечки, се е зафатено. Само ако имате шатор, може да ви дадеме празна парцела. Ние немаме шатор и тоа отпадна како опција. Го прашуваме газата дали може да ни препорача некое друго место и ни покажува со прстот кон еден прилично голем хотел неколку парцели подолу. Доаѓаме кај хотелот и гледаме неколку мотори паркирани таму. Легуваме на рецепцијата со надеж да не спасат од Голготава. Здраво. Дали имате слободна соба за двајца? Извинете, дечки, пред 2 минути ја дадов последната соба. Шок. Немаме веќе што да правиме. Еве, и да сакаме во тој момент да платиме 500 евра од соба, треба да возиме неколку сати за да испаднеме од планинава. Замислете, после Матреј веќе немаше ништо друго освен сурова природа. Прашуваме во ред, а колку се инаку цените кај вас? Ни вели 160 евра е најниската, па нагоре. Во ред, а може ли да ни препорачате некое друго место? Мислам дека ќе можам. Имаме ни соработници во центарот на селото и го зема фиксниот телефон да се јави. Ние се погледнуваме и се разбираме со поглед. Дали сме ние двајца за во центарот при волку високи цени и како ова сега ќе изгледа? Но ајде и дозволивме да се јави и да праша. Го спушта телефонот и ни вика: има една последна соба. Со Мане ни се отворија очите. Прашуваме колку кошта и ни кажува 126 евра. Жено Божје, нека ја чуваат собата, доаѓаме веднаш. Значи тука со 130 евра сместување во Австрија ти си никој ништо. Знам дека грубо звучи, но не те погледнуваат исто како да не плаќаш. Океј, овие се со 130 евра, може да ги шутнеме сите. Стигнуваме кај хотелот во центар и од рецепција ни викаат дека моторот мора да го оставиме на паркинг, кој патеме 200 метри подоле. Ние преморени, прекапани. Не се ништо 50-60 километри како бројка возење, но цел ден бевме на висока надморска и самава ситуација не исцрпи комплетно. Се помиривме и со тоа, ќе ги влечкаме коферите со нас до Вторспрат, што и да треба ќе направиме само да се сместиме. Ако мислевте дека овој циркус заврши со нашето сместување во соба, одговорот е не. Тука следеше најакото. Само што воздивнуваме и нервите ни се опуштија, ми текнува мене дека не си купивме ништо за јадење. Видете, сабота вечере, маркетите во Австрија работат најдоцна до 19 часот. Јас и Мане остануваме овој пат без храна. Маркетите нормално затворија додека ние баравме сместување, а кујната од хотелот не работеше воопшто. Од претходниот ден ни останаа leftovers сендвичи и некои чоколадни барчиња. Океј, ќе јадеме надвор, тоа е што е. Ги дојадовме остатоците, се спремивме и излеговме да прошетаме, да разгледаме, а при тоа и да седнеме во некој паб, да пиеме пиво и да вечераме. Така и се случи. После некое време седнавме во еден од двата отворени пабови, си нарачавме локално точено пиво и дојде време да нарачаме за јадење. Кога келнерот не вика: "А не,
Извинете дечки, кујната не работи. Како мислиш не работи кујната? Се погледнуваме повторно во неверување. Гладни двајцата, прегладнети, јадени парченца лепко беа исушени, не ни се верува што се случува. Си го испивме пивото кое повеќе ни отвори апетит, си плативме 10 евра за 2 кригли и си заминавме во хотелот. Мане не јадеше ништо, а јас бев на граница да се прикрадам во кујната од хотелот и да си направам сама за јадење. Жал ми е што не го направив тоа, но затоа јадев чоколади пред спиење само за плюс калории да можам да заспијам. Ужас. Искрено малце се истравматизиравме од тоа попладне, знаете она кога ќе ти дојде too much од нешто? Morning. Моментално се наоѓаме во нашиот хотел во селото Матрей. И ево малце ќе ви покажам од погледите. Ево ни го хотелчето, луѓе вчера едва и буквално едва сме нашле сместување. Ова беше последната соба и повторно плаќаме 120 евра за ноќевање. Цениве се ненормално високи, значи ова е, ви кажувам, основниот минимум тука. Многу е скапо. Се спремаме и полека се враќаме за назад. Има некој бран што од утре почнува со дожд, така што ќе гледаме да избегаме од тука и да се симнуваме надоле према Македонија. Ајде влеземе у соба малце од тераса да видите каков поглед имаме. Еве ни е собата. Малце ни е растурено, ќе извините. И гледа на двете страни. Ево го едниот поглед, сега и другиот. Инаку уште сме во националниот парк Хохе Тауерн. Сега изгреа сонце. Сега мане. И продолжуваме со возење. Последно утро во Австрија. Тука веќе сме спремни да заминеме, се качивме на мотор и повторно пред нас погледи кои вредат цело едно богатство. Испаднавме од националниот парк, а позади зелените ридови се гледаат острите шилести карпи на Доломити. Кој бил на Доломити знае на што мислам и едноставно не можеш да ја промашиш таа гледка. Му викам на Мане, сакаш ли некоја тура да завртим од таму? Тоа беше пресуден момент и само секунда не делеше од нова рута. Имавме некоја грудка на душава да заминеме од Австрија, само да ја преминеме границата. Стигнуваме на граница со Италија, Австрија останува позади нас празна, а во Италија десетици луѓе седат, свири гласна музика, весела атмосфера, како камен од душата да ни падне. Не знам, едноставно седнавме и онака бевме, добро е. Тука возевме неколку планински премини, меѓу кои еден е овој граничниот премин. Ова беа преубави места, не се нешто популарни, но многу се добри за возење. Ќе ви ги оставам на мапа кај нас на веб за да си ги зачувате, без разлика дали сте со мотор, кола или кампер. Минат низ недопрена природа, има преубави погледи, уште поубави кривини. Не навлегуваат длабоко на оној познат реон на Доломити, туку минат периферно, но бидејќи сме возели од другата страна, тврдиме дека ова алтернативна рута е супер опција. Последниот премин на кој се искачивме се нарекува села Невеа. Не е ова познатиот села Пес, туку овој се наоѓа покрај границата со Словенија. Само видете ја природава, длабочинава на кањонов и погледиви. Многу ни е драго што овој ден дојдовме тука. Села Невеа. И сега пазите амо каков поглед. Бум. Мала пауза. Трет ден поред јадевме сендвичи. На сендвичи на пиво сме, значи ми се. Добри погледи. Продолжуваме напред, бидејќи фаќа некој ладен бран, мора да си одиме
Последна дестинација ни е Севница. Ајде. Иако планот ни беше да се спуштиме на море и таму да поминеме уште неколку дена, за жал моравме да го скратиме патувањето и пред време да се вратиме во Македонија. Уште еден сендвич не делеше од завршената локација, тоа е Севница во Словенија. Кога ја поминавме границата со Словенија, нормално направивме кафе пауза во Крајнска гора и уживавме во погледот кон Триглав националниот парк. Потоа продолживме да возиме по некои локални патчиња, што многу ни се допаднаа и секогаш гледаме да избереме баш такви пред автопат. Многу се живописни, убави и даваат автентична слика за областа низ која поминуваш. Тука веќе се најдовме по некој ептен тесен пат покрај пругата, беше интересно возењето и конечно после 3 дена стигнавме во Севница, а целата авантура ја прославивме со едно пиво. Ова е само едно од оние приказни и случки кои нас не снаоѓаат редовно, но кој патува, тој знае дека се неминовни. И ете вака кога ќе помине време, ни е криво што не сме снимале повеќе за да видите како изгледаат и непријатните ситуации, но ќе се потрудиме за следен пат во таков момент да се потсетиме дека работите минати се забораваат, а на крајот останува да се памети чувството, доживувањето, она убавото што го земаш и што го учиш од сите патувања. Фала ви дечки што слушавте, пишете ни какви се вашите искуства во Австрија и да ве потсетам да не поддржите со subscribe и лайк, а ние ќе се потрудиме почесто да ве носиме на авантури и истите да ви ги прикажеме баш онака како што ги доживуваме и самите. Се гледаме на планина, Ане и Мане.